Добро вечер, почитувани наши, добро дојдовте во најновото издание на Македонија. И оваа летна вечер ќе се обидеме да го задржиме вашето внимание со тема што се наметнува како многу важна последниве години, иако од секогаш имала иста важност. Меѓутоа, со оглед на се она што ни се случи со промена на политичкиот систем прво, промена на општествените случувања во државата, кога многу луѓе останаа без работа, како последица на транзицијата, како последица на приватизацијата на фабриките, каде што огромен број на работници ги изгубија своите работни места, се наметна потребата од преквалификации до квалификации, стекнување на друг тип на стручност со кој што секој нешто останал без работа ќе можеше полесно да се адаптира во новонастанатите околности и услови. Затоа постојат и професии кои што им помагаат точно на тие луѓе да им го олеснат цел тој хаос што може одеднаш напрасно да се случи секому кој што останува без работа, за жал. Таа област во образованието на некои луѓе се вика андрагогија. Порано тоа беше филозофскиот факултет, група педагогија со одсек андрагогија. Андрагогија значи образование на возрасти. Денеска во нашето студио имаме една господја која што е магистер точно во таа област и со неа ќе поразговараме за сето она што се случуваше сите овие години наназад и каде оди андрагогијата како процес, како наука или како практика на крајот на краиштата. Добро вечер велиме за магистер Снежана Трумпеска. Добро дојдовте во студиото на Сонце. Добро вечер, Марина. Добро вечер за гледачите на вашата телевизија. Драго ми е што сум ваш гостин и што можам нешто да појаснам во областа на образованието на возрастните. Да. Образование на возрастни, кога ќе се спомне еден таков термин, нели? Мислам дека луѓето се прашуваат што всушност тоа значи или што тоа значи за еден возрастен човек. Дали тоа значи дообразување, дали тоа значи комплетно менување на професијата па стекнување со нови стручни звања или стручност во некоја област, во принцип тоа како еден сегмент, како еден сектор постои многу одамна и вие дипломиравте точно на андрагогија, подготвувајќи се за вашата животна определба. Како прво, нели, од тие времиња кога студиравте и кога станавте дипломиран андрагог, дали имавте представа што се тоа може да значи понатаму во вашата професија, со оглед на сите на овие околности што ги спомнавме, што настанаа во нашава држава? Па вака, образованието за возрастни или доживотното учење е всушност филозофија. В рамките на филозофијата, нели, како групи се и педагогија, и андрагогија, и психологија, и другите дисциплини, општествени дисциплини. Ме прашавте за првите почезоци. Кога се запишував на филозофски факултет, точно знаев дека сакам да работам со андрагогија, односно со образование на возрастни. Не со педагогија, не со делот на школска или прешколска возраст, туку токму со образованието на возрастни, бидејќи знаев дека тоа е иднината и бидејќи знаев дека со развојот на новите техники и технологии на светско ниво, па и во нашата земја, и споменавте, нели, земја во транзиција, и со новите инвестиции ќе има потреба од ваква една дисциплина, од ваква една струка која што многу ќе е потребна за развој на образованието за возрастни.
Заради тоа, значи, малце морам да те исправам. Јас дипломирав на педагогија, подгрупа андрагогија, и дипломската уште тогаш ја работе во Тутунски комбинат за мислење и ставови на работниците за своите работни места. Магистрирав на меѓународни односи, но таму не се пронајдов. Затоа, повторно се вратив на психологија и во мојот докторат, што веќе ми е завршен и треба да го одбранам, е развој на мотивацијата за учење во процесот на доживотното учење. Значи, повторно област која што ме интересира, повторно област која што е многу значања и на нашиве простори, па и на просторите од поранешна Југославија, ретко која има таа тема работено. Русите викаат акмеологија, акме, топ, највисоко ниво на мотивација во областа на учењето. Во американската терминологија, бидејќи тие најмногу работат на тоа, посебно Универзитетот на Мичиген и други универзитети, achievement, што истото тоа значење, или највисоко ниво на мотивација за учење во областа на образованието кај возрастните. Ова убаво за почетокот што го објаснивме малку, бидејќи е период на уписи, кога средношколците сакаат да се насочат што понатаму во животот. Многу често тоа може да биде проблем и за децата и за родителите. Па во функција на таа професионална ориентација, многу ми е драго што разговараме за една таква професија и таква струка која што малку мина ја разбираат што точно значи. Да. Што значи всушност терминот доживотно учење? Прво да ти, она што го кажа, нели, за професионалната ориентација. Во Македонија многу малку се работи на професионална ориентација, почнувајќи од основните и средните училишта. Моментот кога детето треба да се определи и да знае што треба да работи е баш периодот основното и средното училиште. Значи, тогаш треба да се пронајдат учениците, децата, што им лежи најмногу и што понатаму би продолжиле. Дали ќе се усмерат во средните стручни училишта или пак општо образовните училишта, од каде што понатаму ќе имаат избор за да се определат за понатамошно образование, а многу значи од работата низ професионалната ориентација. Тука малку во нашиот систем манјка работата со децата во областа на професионалната ориентација. Јас уште како на факултетот, кога работевме баш во таа област и во некои од предметите, психолошките предмети, точно работевме во областа за професионална ориентација. Имам работено и како педагог, покрај оваа сега моја функција што е, и тоа ми лежеше. И дури сега, ни за мојава сегашна работа, сегашна функција, без од професионална ориентација, доаѓаат млади, доаѓаат возрастни луѓе, бараат помош, не знаат што всушност да изберат, кој занае која преквалификација да ја одберат. Ајде било што, не може било што. Значи, прво и основно, треба да биде мотивирана личноста, без разлика дали тоа ќе биде парите, љубовта кон таа професија. Доколку не постои љубов и мотив, ниеден занает не може личност да го научи. И 10 курсеви да помини, не само во работничките универзитети, било кои курсеви и обуки да ги помине, во било кое најпрофесионално училиште. Доколку не постои мотив и љубов кон една професија, не може да има успех. Така, не спомнавме она што вие во моментот работите или која е вашата позиција. Значи, вие сте во моментов директорка на Работничкиот универзитет Пере Тошев во Прилеп. Точно. Работнички универзитети постојат скоро во сите градови, Да. или тоа ќе ни кажете вие. Знам дека во Скопје постои Работнички универзитет кој што функционира со години и
функцијата на тие работнички универзитети? Тоа ми беше некое мое следно прашање. Значи, се променили функцијата од некои минати години споредбено со денешниве времиња и во која смисла се промени? Дали луѓето го сваќаат значењето што тоа значи работнички универзитет или тоа е сепак една опција за оние што не завршиле никакво училиште, па сега ќе дојдат и нели ќе поминат некој курс со некаква квалификација во животот да се здобијат? Вака, сега јас ќе говорам како секретар на Сдруженијето на работнички, отворени и граѓански универзитети, бидејќи во Македонија постојат 14 работнички универзитети кои што активно работат. Тоа се во поголемите градови, споменавте Скопје, значи Прилеп, Битола, Штип, Охрид, Велес, Струмица, Гостивар, Тетово и нека ми простат колегите ако некој заборави од градовите, меѓутоа Кичево, тоа се всушност поголемите градови. Порано тоа биле работнички универзитети или установи каде што во 50-тите години уште основани, значи уште тогаш се појавила потребата од постоење на вакви институции каде што ќе можат луѓето прво да се описменат, бидејќи во тој период во 50-тите години имало многу неписмени. И затоа некогаш се вели, работничките универзитети се институции за оние кои што не учат, па да го дозавршат основното образование. Значи, една од нашите дејности е до оформување на основно образование за возрастни. Другото што сакав да го напоменам во врска со работничките универзитети е тоа што во Македонија нашиот статус е различен на сите. Значи, сите делуваме како различни правни лица, дел се уште со нерешен статус, тука мајкна некој од имплементацијата на Законот за работнички универзитети кој е донесен 2013 година, 2011 Законот за образование за возрастни, дел се превземени од локалните самоуправи и дел, односно само еден работнички универзитет успеа да се приватизира. Инаку како институции ние и во изминатиот период работевме на самофинансирање. Многу тешка работа, многу вложување, бидејќи ние самите бараме работа. Значи, не сме како училиштата основни и средни, ученици имаат запишано и мидат учениците, ние значи треба да имаме маркетинг со кој што ќе ги привлечеме клиентите, да развиваме програми, да ја реализираме наставата, па евалуација, самоевалуација, значи многу работи кои што во основните и средните училишта се олеснети. Како менаџери, како директори на работничките универзитети имаме многу поголеми одговорности. А друго, ме прашавте исто така и за мислењето на луѓето за работничките универзитети. Во еден момент ние бевме, значи, првите институции кои што се занимава само со образование за возрастни. Значи, освен општите вештини во кои што спаѓаат IT-те вештините, компјутерските, значи технологии, изучувањето на странските јазици, кои што дотегаш не ги работеше никој, во последно време се појавија и провајдери кои исто така работат и се во многу подобра позиција од нас, бидејќи тие успеа со нови технологии, со постручен кадар, посебно во Скопје, има доста добри училишта во областа на компјутерските технологии. Исто така, значи тоа се освен основното другите дејности што ги работиме, а ние работиме и со стекнување на стручно образование, квалификации, преквалификации, доквалификации, она што го спомена, тоа се потребни на пазарот на трудот. Потребни се од неколку причини. Значи, во моментов кога имаме
и споменав и пред малку нови техники и технологии во производните процеси, на работодавачите им се потребни луѓе кои што ќе бидат компетентни, кои што ќе имаат вештини за да може да бидат соодветни и да можат компетентни на тоа работно место. Исто така, во што се однесува за потребите на пазарот и трудот, на пазарот на трудот, работодавачите, исто така сега им се потребни и некои нови вештини и компетенции кои што средните училишта не ги нудат, бидејќи се, искрено да кажам, можеби ќе ми замерат колегите во средните училишта, малце се троми во однос на изготвувањето на програмите. Ние некако сме пофлексибилни и по барање на самите работодавачи, веднаш реагираме, веднаш изготвуваме програми кои што веднаш можеме да почнеме да ги реализираме како теоретски, така и практичен дел и во предност тоа што во соработка и со договори со фирмите, со компаниите, можеме практичната настава да ја изведуваме токму во нивните компании, токму на работното место, и тука е придобивка за сите. Значи на работодавачот, присутни им се вработените, под контролна и менторство им се на нивните стручни кадри, инженери, соодветни и компетентни да можат практичниот дел да го реализираат, а ние ангажираме стручни лица, теоретска настава да може да ја реализираат во нашите институции. А кои се... А инаку уште ова, Марина, да ти го кажам, да, препознатливи сме и се уште кањас луѓето се обраќаат и бараат помош, било да е во областа со застекнување на стручни компетенции и вештини или пак општите, значи комуникацијски вештини, изучување на странски јазици и компјутерски технологии. Бидејќи знам дека имате многу големо искуство и надвор од границите на Македонија, посетувајќи и разни семинари, конгреси, работилници и така натаму, може ли да ве замолам да направите една споредба како изгледаат тие институции надвор од Македонија во поразвиените земји и овде кај нас? Да не заборавам уште нешто, додека бев со претходното прашање, ова сакав да го кажам. Има една мисла. Куќа без темел не се гради. Темел е во образованието на возрастните се работничките универзитети. Минатата недела бев и се обратив на една свеченост во Штип, на еден проект кој што го реализира мојот колега преку Националната агенција за европско образование и мобилност. И таму истото го кажам и секогаш ќе го тврдам. Истото го кажав и на еден состанок на групите на парламентот, на клубот на жени пратенички. Значи, немојте да заборавате дека првите носители на образованието на возрастните се работничките универзитети. Сега се формираат и други институции, но немојте да ги уништиме работничките универзитети, а сега некако е во овој баш период некоја точка на вриење точно и додуша беше досега да некако се запоставија и избија нови провајдери. Но во моментов денес бев исто така и на еден проект и имаме позитивни сигнали и од Министерство за образование и од Министерство за труд и социјала и Европска унија исто така ги поддржува тие проекти баш за зајакнување на институциите работнички универзитети. Да направам споредба, ми рече. Да. Значи, имав можност и никогаш не испуштав можност и секогаш моите колеги на шала велеа: еве Снежана е од областа на
образованието, на андрагогијата, таа нека оди на семинарите, а мене на вистина тоа ми представуваше задоволство. Имавме студиски патувања во Германија, 2, во Унгарија, во Чешка, во Словенија, во Хрватска, во Малта исто така бев на едукација за бизнис вештини, професионални бизнис вештини, на обука таму преку Национална агенција. Во Словенија исто така и посета преку Национална агенција за европско образование и мобилност, тоа ми се проекти, и преку ДВВ Интернационал, тогаш една фондација беше која што ги поддржуваше работничките универзитети и народни во Македонија во соработка со народните универзитети во Германија. Таа фондација повеќе не работи во Македонија, бидејќи работеше до моментот кога веќе ни беше предпристапната помош потребна на Македонија како нели земја која што веќе на некој начин е пред прагот за влез во Европска унија. Моите впечатоци беа и само посакував да работам со таков универзитет. Дури и во Албанија имаат универзитет, односно институција за образование за возрастни, поддржана и направена од Болоња, е нешто нема такво во Македонија, такво училиште, би рекла дури и средно училиште, ниту пак работнички универзитет или некој друг провајдер кој што нуди вакви услуги од стручно образование и други овие компетенции. Значи, тоа се простор кој што е, мислам, кабинети на голема површина во кој што може да се реализираат и теоретска и практична настава. Значи, тука клиентите кои што се квалификуваат, преквалификуваат, имаат можност да се стекнат со вештини и веднаш да се вратат како спремни и да влезат веднаш во производниот процес. Тоа е таков случај и во Чешка, и меѓутоа финансирањето, за разлика од кај нас, е поинакво. Таму финансирањето на таквите работнички универзитети, Фосколшуле на германски се, така се викаат овие универзитети, финансирањето, тие се само дел на самофинансирање. Ние сме целосно на самофинансирање. Потоа финансира државата со некој процент, финансира локалната самоуправа, бидејќи локалната самоуправа ги знае и детектирани си се потребите за кадарот кој што и е потребен за компаниите. Исто така финансираат и Министерство за труд и социјала, затоа што фактички, всушност, тие ги испраќаат невработените или луѓе кои што треба да се стекнат со некои нови знаења, компетенции и вештини. Значи, делот тие ги финансираат. Многу мал дел плаќаат клиентите. Што кај нас поинаква е ситуацијата. Целиот износ го плаќаат клиентите, така да ние мораме да се снајдуваме да ги кратиме програмите, бидејќи не се во состојба луѓето, затоа што еден добар курс би коштал од 500 евра или значи 30.000, да не говорам во странска валута, 30.000 денари до 150.000, да речеме, кога се говори за кувари или некакви посложени сладкари, бравари, каде што е потребна
поголеми средства за да може да се реализира практичната настава. Кога ве слушам како говорите, ми паѓаат на памет оние ужасни слики од многу луѓе кои останале без работа, што кај нас се популарно се нарекуваат стечајни работници, кои што во безизлез немајќи што да нели каде да го видат решението на својот проблем. Со транспаренти се ставаат себе си пред владата, пред парламентот и така натаму, сакајќи да привлечат внимание дека таа е огромна бројка на таа категорија на луѓе кои што останале без работа, а кои што, еве како што сите гледаме, се заборавени од сите. Значи, првенствено државата е таа која би требало да води сметка, а потоа нели во координација со сите овие институции и министерства што ги споменавте, како што тоа е во другите земји или на развиениот запад, што популарно сакаме да го кажеме. Така да, ова е логична последица на нештата, всушност, сите тие слики на безнадежни луѓе со транспарентите "Дајте леп". Да. Како да се поправи таа ситуација? Вака, Марина, владата на Република Македонија доста направи во областа на образованието на возрастни. Значи, до тогаш, до 2008, ние немавме закон за образование за возрастни. Немавме закон за отворени граѓански универзитети. Значи, не постоја центри и оној линк, да речеме, или триаголник, ако сакате да го кажеме, значи образование за возрастни, локална самоуправа и клиент не постоеше. Во последно време, со мерките што ги има владата, направено е доста. Дел од тие луѓе, да речам стечајци, доаѓаат кај нас, имаат можност за отворење на собствен бизнис. Тоа се повеќе и најмногу барани, денес баш бев на семинар, и најбарани од анализите што ги има направено Светска банка, и тоа се најнови податоци, најчести занимања кои што во моментов се работени во Македонија, благодарение на мерките, а тука плаќа владата, односно Заводот за вработување, Министерство за труд и социјала, и тоа по 30.000 денари по кандидат, и плюс додатно им плаќаат оние трошоци се за храна и пат. Ми се чини тоа е покриено. И дел од тие луѓе некако се преквалификуваја, доквалификуваја, се разбира по оние верифицираните програми, посебни програми, што одеа преку Центарот за образование за возрастни. Исто така, можност за луѓето кои што останале без работа беа дел од тие луѓе, оние, сакам да напомнам, не сакам да навредам никого, оние кои што навистина сакаат да работат, почнаа да отвораат и почнаа да работат, да речам, на црно со занаети. Да речеме, ако работел во фирмата електричар или на електрострука, почнал да работи приватно. Таквите пак луѓе во нашите институции или столар, со затворањето, да речеме, на црнбор, полно тапетари, столари, со затворањето на цигланата, изработка на армирачи, бетон, да речеме, на ствари која од фирмите без разлика, значи поголемите тие некои комбинати што беа, таквите луѓе работеа во еден известен период на црно, со услужни дејности, но во последно време овозможено им е да си отворат со бизнис планови што веќе ги научија да ги прават или им помагаат од Заводот за вработување, им даваат средства да отворат работилница некаде. Јас сега не сакам да калкулирам со тие износи, но мислам дека за почеток добри се средства, што може еден човек да почне собствен бизнис. И не само на стечајците на таквата структура, исто така и на младите им е дадена таква шанса
за да се стекнат со општиве вештини, значи странски јазици, изучување компјутери, остваривме ние таква соработка. Пред деновиве баш исто така направив контакт и во Прилеп да имаме во партнерство со компанија, провайдер кој што го има добиено тендерот, дел кањас да се работи, дел во нивната институција. Друго, во однос на... Помислам дека го исцрпивме овој дел на... Да, јас сакав само да, бидејќи го спомнавте темата на вашиот докторат, а тоа беше, значи, мотивацијата. Развој на мотивацијата за учење, да, кај возрастните. Што тоа вака, накратко, би требало да значи, развој на мотивацијата? Значи, ова истото што го говориме сега, за сите тие стечени... Да, јас ни И како се постигнува тоа, еве, освен учеството на државата со разни мотивирања на финансирање на оној што ја изгубил работата, да може да си отвори нова страница во животот, нели, завршувајќи некоја од тие обуки за преквалификација. Кои се другите алатки за таква мотивација? Па знаеш вака, значи ако тргнеме од оние сознанија и истражувања што ги имаме во светски рамки, дека, например, една личност кога работи на едно работно место 5-6 години и некако станува монотоно. Бара понатаму некој мотив да продолжи нешто друго да работи. Значи некако интересот за тоа работно место се намалува и меѓутоа за да може да продолжи да работи, мотивот е понатаму да му се отворат нови визии за нови... Визија, да има една визија и да си постави една цел, но таа цел да ја достигне сепак треба со учење и надоградување. Значи, нормално ние сето што сме го стокнале и во средно, да речеме кога говориме и за луѓе со средно образование и со високо образование, дури и луѓе што завршиле основно образование, а посетиле некој курс. И јас им го велам на моите клиенти кога доаѓаат кањас, доколку ти застаниш на ова ниво и го посетиш само овој курс, а тоа нели би значело средно завршиш и сега или факултет, сега супер. Јас научив се, јас знам се и сега можам да работам, повеќе нема да учам. Не, значи филозофијата на доживотното учење е баш тоа, постојано, континуирано учење, надоградување, за да може една личност да биде конкурентна и да се самореализира во општеството во кое што живее, дали тоа се наоѓаме ние во Македонија или пак во поразвиените земји. Всушност, секој оној што се занимава со наука на било кое ниво, нели, и потоа станува професионалец од својата област, нели, треба да е свесен дека ништо не е еднаш до секогаш дадено, дека сите науки претрпуваат ревидирање во секој сегмент и во секој поглед. И оној што сака да остане сериозен професионалец треба да ги следи секојдневно сите нови моменти, сите нови теории, сите нови докази, сите нови дефиниции, ако сакате, кои што, нели, ја следат таа негова област како професија, како струка, како работно место и така натаму. И на крајот на краиштата секој што сака, нели, да остане сериозен професионалец треба да биде постојано упатен во сето тоа што се случува во неговата област. Затоа што работите се менуваат секојдневно. Сите вистини, ми се чини, во овој 21 век претрпуваат своје ревидирање на еден или на друг начин, повеќе или помалку. И ако сте, она што народски се вели, ако сте застанале со саатот, така ви застанал саатот во некои минати времења, тука никој не ви е крив понатаму. Или сте го испуштиле возот. Или сте го
испуштиле во Так. уст. Да. Сакам, Марина, да ти кажам, денес баш малце и разговаравме околу тоа и се потсетив во посета на универзитетите во Германија. Знаете ли какви курсеви имаат? За нас изгледаше смешно, но јас денес, да речеме, се соочувам и не само јас. Да речеме, кратка обука за работа со мобилен телефон. Да. Па нас ни е најпотребна таква обука. Не само нас, не само на нас повозрасните, но јас мислам дека и на младите им е дел потребна. Зошто? Затоа што тие телефонот го користат, они основни апликативни форми, што се апликации за некоја игра или пак говорење на телефон, сега со Facebook, нели, и тие портали, но за да го применат онака како што треба, се разбира во функција за да се надоградат себе си, им се потребни такви обуки. Сигурно. Или танци, со сите нови или модели готвење, на телефони што излегуваат. Или готвење. Точно. Ние се чудевме, но мене ми се чини и такви обуки се потребни веќе на нашиве простори. Така. Што повозрасен тоа помалку знае да барата со мобилните телефони, знаете, апаратите и мобилните телефони не се повеќе само да, не и пратете порака, туку им ги нудат сите можности. Дури и домашните апарати Така. веќе се сите електронски и доколку немаш кратка обука од онаму од кај што ја купуваш, така, не не можеш да знаеш да го снајдеш. ставиш во функција. Да. Добро, јас ви благодарам за гостувањето. Јас сакам уште една реченица, ако може да кажам. Да, па повелете, се разбира. Значи, вака, мојата визија, она што прегеска го говорев за работничките универзитети, мојата визија беше работнички универзитет да во Прилеп, да прерасне во регионален центар, налик на работничкиот универзитет во Елбасан, што го финансирал и сработил преку проекти Болоња од Италија, италијанска фондација, налик на работнички универзитет во Чешка, каде што на вистина таму луѓето ќе можат да се стекнат со потребните вештини не само теоретска настава, туку и практична настава. И сите овие проекти сега баш ни се во прилог. Денеска имавме за националната квалификациона рамка во Македонија. Веќе е во тек проектот, се изработува, а целта на тоа е на вештините и знаењата и способностите што се стекнуваат во Македонија, било во средното или во образованието на возрастни, да се изедначат и да се препознатливи, да се поистовитуваат со оние во земјите од Европска Унија и светот. И досега не препознаваат, доколку на вистина клиентите кои доаѓа кажат: јас сакам да научам. Јас не сакам диплома. Има и такви случаеви. Не велам не. Но има и луѓе велат: јас сакам да научам. Мене не ми треба овој лист хартија, затоа што кога ќе појдам во Австралија, во Америка, во Германија, тој лист хартија ништо нема да ми значи. Затоа што таму, да, точно, ќе го побараат тој лист хартија прво, кога прво барате работа. Но, следната фаза е, сега повелете и седнете да видиме што знаете. Така е. Во тој случај, нас како институции, провајдери не страмат, а и самите се страмат. Тогаш нема да ја добијат работата како, да речеме, зидар, армирач или ракувач на градежни машини, или пак електроинсталатер или бравар. Тогаш, наместо зидар, ќе носи нагрб врејки. Или пак, наместо фризер, ќе земи метлата и ќе го мети дуќанот во кој што мисли дека треба да биде фризер. Така. Јас ви посакувам успех во одбраната на вашиот докторат наскоро. Благодарам, Марина. Македониум секогаш ќе биде отворен за се што имате да кажете на оваа тема, затоа што едноставно и ние во секој момент сакаме да помогнеме
во оваа сфера со практични совети, еве вака со информации што луѓето можеби не ги знаат, и во онаа на крај и во онаа смисла што ја спомнавме на почетокот, професионална ориентација, затоа што можеби некому дадовме инспирација со овој разговор што треба да студира во животот и каде да се усовршува за да помага на луѓето во општеството, во средината, во државата. Благодарам за гостувањето во Македонија. Јас ви благодарам на поканата и драго ми е што можев, барем дел од моето искуство да пренесам, бидејќи една порака за младите. Нека се насочат да ги учат техничките вештини, понатаму, било да е тоа во средно или кога одбираат факултет, средно стручно образование. Тоа се насоките и на владата и има право владата. Затоа што тоа е иднината, затоа што само така можат повеќе да бидат конкурентни на пазарот, да најдат вработување и да бидат, бидејќи за тоа и даваат стипендии и кредити, и може да ги искористат младите тоа. Така. Ви благодарам уште еднаш на поканата. А вам, почитувани, да ви се заблагодариме за вниманието и се гледаме во наредниот Македониум. Пријатна вечер. Thank you.